Штипскиот градоначалник Благој Бочварски за викендов бил во посета на градот Копер во Република Словенија, информираше на денешната пресконференција, а на која истакна дека на средбата со градоначалникот на Копер разговарал за искуствата во делот на спортот и за проекти кои ќе донесат заштеда на енергијата во локалните институции. Тој забележа дека од градоначалникот на Копер, кој 15 години ја добива довербата од граѓаните, има што да се научи. А исто така ова општина е со скоро ист број на жители како што е и Штип. Се очекува соработката да се продлабочи, а во наредниот период очекува градовите Штип и Копер да се збратимат. Посетивме неколку знаменитости во Копер, но и спортските терени на фудбалскиот клуб, каде што можеме многу да купиме, да научиме и да воспоставиме соработка. Веќе договоривме дека во наредниот период на полето на спортот ќе имаме соработка со општина Копер, но и сите проекти кои што тие веќе ги применуваат во делот на например заштеда на енергија, например на возила, автобуси кои што се електрични, кои што заштедуваат многу енергија на енергетски ефикасни објекти. Бочварски најави дека во текот на оваа недела ќе се назначат нови директори на штипските локални институции, и тоа на оние каде што на претходните им е веќе истечен мандатот. Па јас веќе знам дека во една од градинките има истечено мандат директорката, која што треба да се случи замена. Во домот на младите исто така директорката, која што само ме информираше дека е истечен мандатот и таму ќе треба побрзо да реагираме. Пред 3 дена за нови директори беа назначени Дејан Доневски на Средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев и на Средното медицинско училиште Јане Сандански Емилија Рамбабова. Смена на директори има во Виница. Горан Иванов е новиот директор на Виничкото основно училиште Славчо Стојменски, а Марија Јованова ќе раководи со основното училиште Гоце Делчев. Во Кочани за заменик на градоначалникот е назначен советникот Благој Ситновски.